Дали како партија ќе се градите од изјавата на премиерот Зоран Заев, која што го најава раката Суштината во изјавата на председателот и премиер Зоран Заев беше многу јасна и многу гласна. Дека конечно правда во Македонија ќе има. Дека правната држава ќе профункционира во Република Северна Македонија. Без разлика кој го правел криминалот. Без разлика дали се политички обоени или не се. Секој кој што се огрешил пред законот ќе одговара. Повелете. Не мислев на таа изјава, мислев на онака Зашто да се пријувате за правна држава? За квалификациите, по новинари, по карактери, да, супер. Го знаеме добро односот на оваа влада спрема медиумите, спрема новинарите. Знаеме дека институциите од доаѓањето на оваа влада не служат за репресија, како алатка за репресија кон новинарите. Ги знаеме светските индекси, кои што ја мерат слободата на изразување, слободата на говор, кажуваат и покажуваат реален раст во однос на слободата на изразување. Ние немаме никакви проблеми во однос на слободата на изразување. Апсолутно, кога се однесува за нешто, каде што некој новинар вели дека имал докази, и при тоа истите докази не ги пријавил во обвинителството, туку наместо да ги пријави, за лична корист, сакајќи да привлече внимание спрема себе, злоупотребувал луѓе, објавувајќи некакви колумни. Веројатно во таа смисла беше искажана и зборот суетен новинар. Апсолутно, ние немаме никакви проблеми со слободата на говор, нити па на било кој начин пробуваме да работиме во штета, на штета на слободното изразување на новинарите. Тоа е евидентно, тоа се примеќа слободно. После слушањето од гласа на Америка, свативме што може да предизвика говорот на еден политички лидер. Мотивирано говорот на Трамп и исто што ќе што доколку некој мотивиран премиерот во задо утре го нападне до 13 сата, знаеме дека има многу наши симпатизери во Запад. Јас сум убеден дека институциите, кои што се и како истражниот затвор шутка, знаеме дека има заштитни механизми, ги знаеме протоколите таму, и јас сум убеден дека нема да дојде до ништо такво, ниту изјавата на премиерот поттикнува нешто кое што може да значи говор на омраза спрема одредена категорија на луѓе. Напротив, изјавата беше јасна и недвосмислена, отворена и безкомпромисна борба против криминалот во интерес на воспоставувањето на правната држава. Дали лична примета дава опис на карактерни особини на луѓе? Без разлика како? Не ви го разбирам прашањето. Значи, нашето објаснување премиерот дека зборот кој што го искористил, всушност бил опис на нечија карактерна особина. Дали тоа доликува на еден премиер? Сите знаеме во Кој што пајда е народот. Народниот речник, народниот говор, знаеме изразот на што алудира. Напротив, ние како владеачка партија, ако некоја партија навистина работела кон реализација и подобрување и овозможување на повеќе права, особено за ЛГБТ заедницата, тоа е владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Знаеме што правеа претходните влади во однос на правата на ЛГБТ заедницата. Апсолутно не станува збор нити за навреда, нити за поттикнување со некаква цел против ЛГБТ заедницата или против било која друга заедница. Дали се сам е разлучен од КПЦ? Секако, додека не заврши истрагата, додека не ги видиме фактите и аргументите од надлежните институции, не можеме да прејудицираме и не можеме да коментираме. Ние како партија, како владеачка партија, во рамки на собранието, во рамки на извршната власт, правиме се за да навистина воспоставиме систем во државата кој што безкомпромисно
ќе се бори против криминалот и корупцијата. Од друга страна се наметнува прашањето зошто досега и ВМРО ДПМНЕ во рамки на собранието го кочеше законот за јавното обвинителство, да сега устата им е полна со правда. Евидентно е. Јавноста знае, малите деца знаат дека ВМРО ДПМНЕ има една единствена цел – амнестија на криминалците на режимот. Други прашања? Имам прашање. Значи, вчера во фокусот на денот беше директното опитување од страна на началникот на САР Гледин Беџеки, каде што директно го обвини премиерот Зоран Заев дека преку началникот во телефонски разговор сакал да биде без промена на председател на суд. Дали имаше средба помеѓу премиерот Заев и Гледин Беџеки вчера и дали нервозата помеѓу таа средба предизвика да премиерот не даде амнестија? Премиерот даде јасни одговори во однос на изјавата на Гледин Беџеки, така да не би надополнувал ништо повеќе од тоа. Колку што јас знам, во клуб на пратеници беа повеќе политичари, но не знам, немам информација дали беше таму и Гледин Беџеки. Какви се односите се да се могли? Коалицијата се функционира, нема никакви проблеми во однос на коалицијата. Секако нормално е да и во едно семејство да има недоразбирање, но апсолутно ви тврдам дека коалицијата функционира без поголеми проблеми.